Денеска се наоѓаме во просторија каде што се одгледува домат и каде што можеме директно да приметиме дека е во доста добра форма или доста добра кондиција на напредување или на пораст. Овие домати се посадени на принципи по контрола од советниците при Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, каде што се применуваат мерки кои што доаѓаат до резултат, каде што можеме да приметиме некои позитивни работи, каде што земјоделскиот производител и исто тој така ги согледува и наоѓа начин и простор и време да нашите совети ги спроведе во целост во текот на производството. Значи, се работи за индетерминантна сорта на домата, која што резултира со доста добар квалитет. Исто така ги применуваме сите пракси и практики на технологии на одгледување кои што се налагат во последно време. Значи, тука применуваме и интегрален начин на заштита над растенијата, каде што ќе мора и понатамо секој земјоделски производител да ги исполнува овие услови, бидејќи во колку што возможуваме поповолни услови за производство, во текот на производството, технологиите на производството, ги намалуваме условите за развој на болестите и штетниците, што значи создаваме позитивни услови за развој на самото растение или култура, меѓутоа, од друга страна, ствараме неповолни услови за развој на болестите и штетниците при самото растение. Тоа е нашата ситуација, нашето видување во текот на производството, каде што мора да се внимава од двете страни, од институциите или советите од каде што ги прима земјоделскиот производител и неговата примена понатаму. Мора да се придржуваме према некои нормативи, како што уследува и кај нас од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, примената на минималните услови за добра земјоделска пракса. Почитувани гледачи, ние имавме таква кампања каде што на секој земјоделски производител му се објаснуваше и се одеше и се оди ден денеска по секој населено место, без обзир каде се наоѓа производителот, за таквата примена и водење на евиденцијата од таквата примена. Примената како што е во процесот на расадување, во процесот на употребата на минералните ѓубрива, во процесот на употребата на заштитните средства и така натаму, тука мора да се води внимание од страна на земјоделскиот производител да овие совети кои што му се дадени или има потреба, тој од таквите совети да се јави во агенцијата и да му се дообјаснат некои работи, бидејќи веќе на теренот се среќаваме со производители, земјоделски производители, каде што при извршената контрола од Агенцијата за финанска поддршка е установено дека тие не ги применуваат минималните услови за добра земјоделска пракса, при што во наредниот период ќе се судрат со исплата над субвенциите кои што имаат аплицирано. Што значи тоа? Целата примена над производството, како што е овде, како што ја гледаме доматата, во една фаза каде што се употребуваат минимални услови над ѓубрива, минимални количини над заштитни средства, што значи се применува превентивната заштита, со тоа се намалуваат трошковите кај земјоделскиот производител, меѓутоа од друга страна добиваме доста поголем принос, добиваме доста поголем квалитет, каде што е и нашата задача за да произведеме поквалитетен производ, производ кој што ќе биде конкурентен над пазарот. Чим е производот поквалитетен, доаѓа поголемиот дел, во прва класа, самиот производител ќе има поголем приход од самото работење и неговото задоволство или мото за понатаму ќе биде повеќе зголемено. Други работи кои што треба да ги напоменеме, овде во самото производство и со самата примена, секој пат земјоделскиот производител
од тамо, од каде што ги набавува заштитните средства или минералните ѓубриви, мора да добива совет како да ги применува. Таквите совети ги применува на површините кои што го одгледува растението, конкретно овде доматата. Меѓутоа мора да води и писмена евиденција, бидејќи утре таа евиденција ќе му послужи за доказ дека тој на било која култура капе број, која површина е, оттекот на самото производство, основното производство или примената над ѓубривата и заштитни средства отварат графи и во нив ги воведуваат денешните работи кои што ги пременувале. Битен предуслов е, значи, кај што се содруваме, се уште не се вршат доволно анализа на почвата. Не се врши доволно анализа на почвата, меѓутоа одеме и понатамо со едно шаблонско ѓубрење или шаблонска примена над елементите. Тука можат да настанат катастрофални грешки, бидејќи непознавањето над моменталната состојба со што располага земјоделската површина, така истото го се приметува и на самото растение. Дали тоа се ѓубрева кои што, како што ја гледам овде, фазата на развој, каде што треба да, значи, во оваа фаза да доминираат према самиот изглед на растенијата и на плодовите, значи да доминираат калиумовите ѓубрива, меѓутоа во која доза треба да доминираат дозацијата, која комбинација, значи за тоа се вршат тие агрохемиски анализи кои што се веќе озаконети и мора да ги вршат нашите земјоделски производители. Што значи овде, кај што се наоѓаме, слободно земјоделскиот производител може да употребува МПК водотопни ѓубрива, бидејќи тука имаме и мулчфолија, значи имаме систем за наводнување капка по капка, кој што го користиме и понатаму за фертилигација или ѓубрење преку самиот систем за наводнување, што е од значи поволеснителна околност, значи заедно со наводнувањето оди и на ѓубрувањето. Значи внимателно треба се прати секоја фаза на развој на растението, така и се применуваат ѓубривата и заштита над растенијата. Секој направен пропуст од овие фази на развој водат кон негативности кои што понатаму се одразуваат како во приносите на растенијата, така и во самиот квалитет, формирањето на плодовите, големината на плодовите и така понатаму. Понатаму една ситуација ќе споменам дека се содруваме со временски прилики и неприлики, значи мора да се внимава на промените над климатските фактори, каде што може да забележиме на некои одредени делови од растенијата или цветните китки не се оплодени. Не се оплодени бидејќи тука игра улога не само оплодувањето, конкретно овде е оплодувањето преку попат на бумбари, меѓутоа и тие имаат фаза и температурни услови на кои што работа, значи на температури колку што сме, значи, информирани, над 32 степени Целзиус и нивната функција опаѓа, што значи не може да дојде до оплодување. Меѓутоа една друга битна ситуација и состојба што се приметува дека исто така треба да се употребуваат таквите заштитни фолии, мрежи, каде што значи сончевата радијација ќе биде намалена, бидејќи се среќаваме веќе на места каде што нема нормално наводнување, нема нормален проток над вода и храливи материи до самото растение, тоа значи дехидрира и така доаѓа до побрзо изфрлање на цветните китки и така да не може дојде до оплодување. Значи не е целта да една цветна китка има 2 до 3 плода и тоа не добро формирани колку што треба, значи или колку што зависи од самата култура, од самата сорта која што треба да се прати, треба да биде самиот производител запознаен за да може да примени понатаму да ги примени другите мерки. Значи
Во текот на целото производство се применуваат сите агротехнички мерки, дали тоа ќе биде вентилација, дали тоа ќе биде температурните услови, за сенчувањето обавезно, значи доваѓаме во состојби каде што се чудат зошто сега оваа китка оплодени се 2-3 плода, а другите 2-3 не се оплодени или има опаѓање на плодовите. Значи, не треба да се гледа дека тоа е дојдено по пат на употреба на заштитните средства. Тоа се значи и моментите каде што не играт улога хемиските средства, туку тие се услови кои што се по пат на самата температура или анеробните фактори каде што не игра улога препаратите или хемиските средства или инсектицидите и така натаму. Значи, примената ќе се навратиме на употребата на хемиските средства, значи земјоделскиот производител препорачуваме да бидат од трета група отрови, значи тоа се со по-слаба концентрација над отрови, внимавањето кога се третираат тие отрови, тие пестициди, внимавање значи на каренцата, што е еден од најбитните фактори каде што положуваме доста внимание околу каренцата. Значи тоа е времето на употребата на хемиските средства за заштита или ѓубрењето до времето на берба, што значи почитувани земјоделски производители се бараат производи кои што се интоксифицирани, значи што не содржат наддив пестициди. Не може во секој момент и секој пат да се заштитува и веднаш да се помине кон берба. Од таму, од друга ситуација, имаме и постбербени активности, каде што не се внимава на тие постбербени активности, се преливаат од екстра во прва во втора класа, така да ние ќе имаме такви едукации директно со производителите, директно во бербата од растението и пакувањето, каде што ќе се окажуваат на таквите форми, како треба да изгледа овој плод, зависно од сортната особина и бојата на сортната особина, така да би биле многу по-конкурентни над пазарот, отколку што значи само иницијативно правиме некои грешки што не се консултираме со стручните лица. Ќе напоменам дека Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и советниците стојат на располагање секој пат од страна на земјоделските производители да се исконсултираат и да дојдеме до еден резултат кој што ние ќе бидеме како агенција задоволни од советувањето и посетите на таквите фарми каде што се произведуваат таквите производи. Меѓутоа, уште по-задоволни од страна кога земјоделскиот производител е доста по-задоволен, согледувајќи барем квалитетот. Ако навлегуваме во цената, нешто е друго во откупната цена, меѓутоа, нашата задача е да произведеме квалитет и квантитет, бидејќи на тој начин ќе дојдеме до состојба да можеме да бидеме интересни над пазарот.